Честопати со Ивана велиме дека навистина од долги години искуство низ медиумите ги обожаваме некој пат медицинските тимови кога можеме директно да влеземе, ама сепак да биде како аларм и едно апелирање и едукативно за сите вас. Така што дојде време, речи си пред почетокот на летото, да говориме секако и за уште еден настан кој што ќе се случи, меѓутоа особено ќе дадеме акцент и апострофираме за детската кожа. Инаку меланомот е најопасната форма на рак на кожа или канцер, но воедно и најизлечлива доколку се открие навреме. Еве имате инсерти, тоа се само всушност они илустрации кои што ќе се провлечат во денешниот разговор. Секоја година се вели во Европа се диагностицираат над 150.000 нови случаи на меланом. 80% од вкупната изложеност на сонце во животот се случува до 18 годишна возраст. Методот ABCDE, асиметрија, раб, боја, диаметар, еволуција, еден од наједноставните начини за самопреглед на бенките. УВ зрачењето е најсилно помеѓу 10 и 16 часот, особено дури и кога е облачно во овој период од годината. Генетиката, тоа веројатно и докторката ќе ни го сподели дека игра улога, но животниот стил и превенцијата имаат особено огромно влијание. И она што би го апострофирале, само еден годишен преглед кај дерматолог може да спаси и живот. Според Светската организација здравствена, меланомот е меѓу најбрзо растечките типови на рак во последнава деценија. И она што, како што кажав, ќе биде вистинска тема на разговор за децата особено, бидејќи кожата на децата е 5 пати потенка од онаа на возрастните и е многу почувствителна на изгореници, па токму затоа е убаво и навреме да споделиме околу апелите и превенцијата. Така е, да, мал вовед за она која што е наша денешна тема, а притоа ја поддржувам или најавувам и овогодишната кампања Евромеланома 2025 со акцент токму на заштита на детската кожа, превенција која што понатаму е апсолутно важна и неопходна во текот на животот. Но оваа тема денеска во студиото, како и за активностите кои што ќе ги имаме на овој 4 јуни или во текот на денешниот ден во градскиот парк, малку подетално за сите оние кои што ќе сакаат да отидат, ќе имаме можност да зборуваме со нашата гостинка, а тоа е доктор Кујтиме Рушкити Мекмети, која што е специјалист дерматовенеролог од Универзитетската клиника за дерматологија во Скопје. Добро утро за вас, доктор Ки, добро дојдовте во нашата студија. Драго ми е што сум дел од вашата емисија и се надевам дека ќе одговориме на најчестите прашања во врска со меланомот, една навистина важна тема која што ги засега сите гледачи и се надевам дека ќе ги информираме во врска со најчестите прашања во вистинско време, веројатно, заради тоа што имаме сега и високи температури, иако како велиме ние можеби тука повеќе го чувствуваме сонцето како ни доаѓаат пролетно-летните денови, но заштитата треба да биде нели во текот на целата година. Она кое што се појавува како дилема или нешто како почесто прашање кај родителите е заштита на детската кожа и нешто што е и тема на овогодишната Евромеланома, па ние тука така би почнале за важноста на заштитата на детската кожа, колку е важно да се заштити навреме и што е исто еден доста важен момент е на кој начин или која е правилната заштита на детската кожа. Детската кожа е важно да се заштити бидејќи е многу тенка и почувствителна за разлика од возрастната кожа. И со тоа што поради тоа и се случуваат побрзо оштетувања од УВ зрачењата и тие оштетувања после доведуваат до зголемен ризик за појава на меланом и на други карциноми во текот на животот, во подоцнешните години на животот. Да, како што кажавме, 5 пати потенка од онаа на возрастните. Да. Така е и затоа е почувствителна. Се случуваат мутации на кожата на децата и општо и на возрастните од самото изложување на сонце и заради тоа организмот тие мутации на почеток се обидува да ги поправи, меѓутоа со тек на време се случуваат мутациите и тие мутации се уствари и основа за појава на меланом и на други карциноми на кожата. Многу ме интересира дали од оваа најрана возраст, нели бидејќи секој пат кога се прават скрининзи така натаму, вие имате конкретни апаратчиња кога може да ни кажете кој тип на кожа носиме или како човек, дали кај децата со оглед на тоа дека постојано еволуираат од тој, особено во тој период, се е многу кревко, нежно. Дали може веднаш да се детектира кој тип на како да кажеме, кожа ја има пигментот поточно? Добро, реално може да се види од прилика кој тип на кожа. Ние во Македонија од прилика имаме втори, трет тип на кожа, што е најчесто добро и имаме заради тоа, да речеме, помал ризик за појава на меланом за разлика од другите држави кои што имаат посветол тен,
и имат најчеста појава од меланом. Меѓутоа, со дерматоскоп се гледат бемките, меѓутоа, општо фототипот на кожата се одредува од детска возраст може да се одреди. Значи може да се детектира, како што велите, овие два можеби најмногу доминираат на Да, има варијации со текот на животот, но сепак тој тип од раѓање тој се развива во текот на животот. Уште нешто би само прашал, дали може од најмала возраст кожата на детето да покаже можеби за подосна дали ќе развие кожа со многу бемки и така натаму или тоа не може да се не предвиди, може? тоа е генетски, зависи од изложувањето на сонце во детската возраст, така да не може да се предвиди целосно како ќе се. Сметам дека исто важно да ете за оние родители кои што не гледаат во период кога почнуваат веќе летните одмори, иако се наоѓаме пред календарски, нели да го дочекаме летото, сепак многумина можеби ќе заминат на плажа и тогаш знаеме дека е поинтензивно аплицирањето на нели оние средства за заштита од штетните UV зраци или да речеме факторот кој што се става и секогаш родителите можеби се информирани, некогаш и не целосно или делумно за тоа кога или пред колку време пред да се изложиме на сонце и децата да ги изложиме на сонце, треба да се намачкаме со заштитен фактор и кој треба да биде нели заштитниот фактор, дали да биде 50, дали 30 или по одредени денови на сонце треба да се намали заштитата. Што е она кој што е точен податок, особено нели како поминува време, веројатно и во медицината нови податоци, нови информации дава науката и во однос на дерматологија. Заштитата од сонце не се подразбира само на плажа, туку се подразбира секојдневно и во тек на секојдневните активности и за работници што работат надвор и луѓе што се изложени поради активности на сонце. Меѓутоа, за време на одење на плажа, таму имаме повеќе рефлексија од песокот и од водата, затоа ни е потребна повеќе заштита. Постојат повеќе различни кремови со SPF фактор. Кремовите со SPF 30, кои што се најмала, да речеме, препорака за заштита, од прилика покрива 93% од UV зрачењата ги заштитуваат, додека кај децата се препорачува да бидат кремови со SPF фактор 50, кои што од прилика 98% заштитуваат од сонце. Нешто, значи, што треба да знаеме за кремите со SPF фактор, треба дека се нанесуваат 20 до 30 минути пред да се изложиме на сонце, дека треба да се повторат, само со едно нанесување не значи дека сме покриени, заштитени цел ден, туку од прилика на 2 часа треба да се повтори нанесувањето на кремата и исто така после капење или после влегување во вода, пак треба да се обнови заштитата. Друг момент е што родителите сметаат дека децата под чадор се покриени и дека се заштитени, меѓутоа не е тоа така. И треба да се заштитат и под чадор децата, а исто така и да не се значи во облачните денови да не се смета дека нема да има изгореници, особено кај децата. Кога ќе се појават изгорениците или ако се случи ваква грешка, што нели велиме на секому може да му се случи, ако има и веројатно и со време и едукацијата все повеќе се зголемува информираноста, но може да се случи и ако изгореници се повторат во текот на детството, колку тоа понатаму представува ризик нели во текот на животот, односно како еден ризик фактор за не дај Боже појава на меланом доколку нема чести или редовни прегледи, а исто така и кои се другите фактори меѓу другото кои што би можеле да влијаат. Значи, самото изложување на сонце и сериозните изгореници во текот на здравството имаат кумулативно дејство, ја оштетуваат кожата трајно, значи кожата памти и затоа во текот на животот може да се појават различни видови на карцином на кожа, меѓу кои и меланомот, со тоа што кај пациентите што имале изгореници во текот на детството, обично се удвојува ризикот за појава на меланом во подоцнежниот тек на животот. Други ризик фактори, значи, се пациенти кои што имаат белтенна кожа, пациенти кои што имаат повеќе бемки во телото, над 50 невуси, пациенти кои што имаат фамилиарна анамнеза за меланом на кожа, тие пациенти, ние и фамилијата на тие пациенти ги следиме со редовни превентивни прегледи, за да откриеме навреме ако има некаква промена.
Дали едно горење што се вели во детството може да влие на ризикот од рак во кожа во подоснежниот живот? Да, може да влијае со тоа што се смета дека 80% од кумулативното дејство на ултравиолетовите зраци се случува до 18-та година на животот. Затоа е многу важно да се заштитиме до 18-та година, зашто све што се изложува на изгореница од сонце, потоа се памти и се создава зголемен ризик за појава на кожни карциноми. Што велат статистиките ако зборуваме и глобално во смисла на тоа дека еве ова година темата невромеланома е посветена за детската кожа, дали тоа значи дека како и кај за жал другите заболувања и конкретно и за меланомот возрастната граница се намалува, поточно можеби се појавуваат вакви состојби малку во пораната возраст, да кажеме. Што е она кое што можеби и во пракса вие се соочувате? Така, меланомот значи може да се јави во секој животен период, да речеме, од детство до возрастни. Најчесто е кај возрастните, меѓутоа има случаи кои што се јавува и кај децата. Обично бемките кај децата секогаш се по различна форма заради растот, заради општата состојба на кожата, меѓутоа сепак треба да се следат, да се видат дали има некои промени што би ни биле сомнителни за преглед и за детекција. За да знаеме да ги забележиме или да ги распознаеме тие промени, би требало исто така да знаеме или да бидеме едуцирани како тоа изгледа или да се консултираме со доктори. И токму затоа, еве овде би можеле да кажеме за денешниот настан во градскиот парк во 15 часот започнува одбележување на евромеланома, отворено за сите граѓани, што секи има можност да се види и да се направи, ако зборуваме за бесплатни прегледи и советување со експерти, со доктори, прашања кои што верувам дека ќе ги интересираат граѓаните. Така. Евромеланома е европска кампања за подигање на свест на пациентите за меланомот или ракот на кожата. Ние сме дел од Македонија или нашата држава е дел од оваа кампања и секоја година правиме превентивни прегледи на пациенти, бесплатни прегледи за сите бемки за кои што се оние се сомневаат или евентуално чисто преглед на сите бемки, па можеме да откриеме некоја сомнителна бемка. Во градски парк денеска од 15 до 19 часот со Сдруженијето на дерматолозите ќе се случи кампањата со тоа што ќе ги информираме пациентите, ќе делиме едукативни материјали, креми со СП фактор и совети за сите пациенти што ќе бидат таму во момент. Ќе бидат достапни бесплатни прегледи? Да. Да сите кои што ќе бидат таму, да. Но да си стават заштитен фактор уште пред излезот дома, заради тоа што денеска имаме топло време, многу сонце, а 15 часот ќе биде. Да. Веќе е алармот вклучен. Може и помалку познати факти за меланомот, бидејќи сте специјалист по што се вели по ова прашање, дали меланомот може да се појави некаде прочита? Сега вие ќе ми кажете на скалп, на ногти, на дланки, на стопала, па дури и на слузокожи како што се очите. Очен меланом, носна шуплина, генитали и така натаму. Бидејќи се некако можеби не толку некои делови се зацкриени, меѓутоа меланомот е карцином што се јавува во сите органи на човекот, може да се јави. Добро е што ние во кожата можеме да го полесно да го диагностицираме. Прво со голо око, па после со дерматоскопски прегледи, со дерматолошки професионални прегледи. Додека во око и во други органи е многу потешко да се открие меланомот. На нашата клиника ние правиме дерматоскопски преглед кој што е со зголемување, ни овозможува да ја видиме структурата на бемката, гледајќи ја големината, формата и општата структура на една бемка. Исто така имаме и најсофистициран апарат, фотофайндер, кој што е дигитална дерматоскопија со софтвер и ни овозможува визуализација на бемките, чување на тие бемки и следење со тек на времето. Значи, еден пациент може да се снима, да се скенира целото тело, сите бемки и да се следат после одреден период дали скрининг се прави. Да. И дали тие промени после некое време се разликуваат многу или останале исти бемките, со тоа што не се сите пациенти кандидати за такво скенирање. Тоа се вика total body mapping
И тоа веќе е достапно на клиниката? Да. Меѓутоа тоа се одредува од дерматолог според ризикот, според колку пациентот има бемки, дали треба општо да се направи таков total body mapping. Не се кандидати сите пациенти за total body mapping. Мите ли вистина, доктор Кјутиме, да речеме за луѓе кои што најчесто знаеме, ги имаме во опкружување, кои што имаат, да речеме, бројни бенки на телото, дали тоа значи поголем ризик за канцер на меланома од луѓето кои што, да речеме, практично и ги немаат толку многу изложено, односно ги немаат бенките на своето тело? Тие што имаат повеќе бемки се повеќе ризични. Ризик фактор? Да, повеќе ризични за да развијат. Не значи дека секогаш, меѓутоа сепак имаат зголемен ризик. Да, а кога веќе го спомнавме очниот меланом на ногти, на скалп и така натаму, колку често, да речеме, и во вашето дестинско работење среќавате и на кој начин се превенира тука, да речеме, како може да го забележиме очниот меланом? Тоа се прегледува, значи, со офталмолог, во консултација со офталмолог. Ние како лекари можеме само во видливите делови да даваме некое мислење, меѓутоа другото све оди преку офталмолог. Додека за ноктите, за скалпот, ние обично целосно ги прегледуваме пациентите со дерматоскопски, и со дермоскоп ги прегледуваме, им советуваме на пациентите да прават и само преглед секој месец, што е добра навика да се направи, да се прегледа се целосно телото, табани, генитали, скалп, за да можат и оние да знаат од прилика каква бемка има, дали нешто им се менува во самите бемки, за да се јават на време. Секако овие само прегледи не ги заменуваат дерматолошките прегледи. Ние некогаш со апаратите откриваме и промени што со голо око личат нормални, меѓутоа со дерматоскоп дават други знаци. Да, и кога не може да се забележи со голо око, веројатно оние прегледи кои што треба да бидат редовни и кои што се превенција би требало да бидат на колкав временски период? Колку е препорачано да се прават? Еднаш годишно, два пати годишно? Обично за пациентите препорачуваме еднаш годишно, додека пациентите што со големен ризик, како што спомнавме, белтен, историја на фамилија за меланом, или повеќе бемки се препорачува и почесто, тоа во консултација со дерматолог секако. Доколку пациентот приметува нова бемка која што се екзистирачка, постоечка бемка, која што се менува со тек на времето, во големина, во форма, чувствува чешање, пецкање, крварење, има некаква асиметрија во самата бемка. Тоа е суспектно, можеби, така? Тоа е суспектно и да се јават на дерматолошки прегледи пациентите. Да. Кога зборуваме за фактори, ги споминавме кои се главните фактори кои што може да влијаат, но бидејќи се наоѓаме во време кога практично и се е достапно, солариумот веќе одамна и иако го знаеме ставот на дерматолозите во однос на докторите во однос на употребата на солариуми, но еве да речеме постојат и различни размислувања и во однос на кремите кои што се аплицираат за брзо потемнување, потоа исто така постојат и разни извори кои што кажуваат дека тоа токму меланомот може да биде производ од комбинација на сонце и токму тие хемиски состојки кои што ги ставаме на нашето тело. Па, кој е генерално и вашиот став како доктор, но и ставот на докторите по ова прашање и во однос на солариумот и во однос на кремите кои што се аплицираат за брзо потемнување, за добар тен и за она кое што е достапно и сакаме, сме во искушение да го пробаме. Бидејќи имаше голема експанзија, ќе се сложите пред повеќе од 10 години, кој не одеше по солариумите? Мислам, нели тоа е како поле на интерес кај комерцијалните компании, го промовираа како нешто добро и безбедно, особено пред 30-та година, да одиме, да аплицираме нели зраци од солариумот, со што би се заштитиле можеби. А всушност Светската здравствена организација вели солариумите се класифицирани како канцерогени исто како и цигарите. Да. Но колку повеќе се едуцираме, веројатно и повеќе можеме да знаеме. Солариумите денеска според нас дерматолозите не се препорачани. Како што кажавте, се сметат за канцерогени, поготово под 18 години. Во другите држави има закон дека забрането е за пациенти помлади од 18 години да се посетува солариум, додека во нашата држава тоа не е регулирано, но сепак ги советувам пациентите да не користат солариуми, да не користат секако и кремови за самопотемнување. Да, значи тоа е. Да се заштитат повеќе од сонцето со крем со заштитен фактор и со механичка секако заштита, капи, очила, УВ заштита,
алишта со UV заштита, со долги ракави, така да има и за деца алишта со UV заштита, така да. Убаво кажате, вие негде суспектни точки или бенки, меѓутоа сериозно на голо око ние како лаици, луѓе кои што секојдневно гледаме дека нели се појавуваат некои нови лузни пигменти. Како вистински може само да препознаеме, постојано да го наблюдуваме телото, особено во некој период? Знам дека нели од искуство што сум го читал дека кај мажите и кај жените на различни делови од телото, бидејќи жените бидејќи носат нели да речеме кратки здолништа, па нозете се изложени, кај мажите да речеме повеќе нели горниот дел. Постои тука вистина? Так. Значи сега да не ги исплашиме гледачите, не секоја бемка што се јавува нова значи дека е меланом, секако тоа треба да се следи и со само преглед и со дерматолог, меѓутоа бемка која што ви прави некакви симптоми и се менува, брзо расте, таа е повеќе суспектна. Кај сите нас како пациенти се појавува во текот на животот некоја бемка и не значи дека е меланом. Така да затоа да не се оптеретуваат пациентите, меѓутоа грдото пајче? Да, има значи бемки кои што се разликуваат од другите бемки по телото и затоа тогаш можеме да правиме дерматолошки преглед. Во однос на тоа каде се јавуваат, кај мажите, значи меланомот најчесто се јавува во предел на грбот, додека кај жените во предел на подколениците. Може да се јави во било кој дел од телото, меѓутоа најчесто е тоа. Што значи дека нормално е да ни се појави понекогаш нова бемка и секој од нас тоа ќе го забележи од време на време, но рековме што е оно кое што би не алармирало за посета дополнително кај дерматолог, наспроти оние редовни посети, доколку немаме дополнителни ризик фактори еднаш годишно. За сите оние кои што денеска ќе бидат слободни и сакаат од 15 до 19 часот во градскиот парк да се одбележи Евромеланома 2025, дерматолозите, нашите доктори ќе бидат таму со совети, препораки и се разбира бесплатни прегледи за оние кои што ќе сакаат да се прегледаат, па и да им постават прашање на докторите. Тоа беше нашата денешна тема со што ја поддржуваме оваа кампања и доктор Квитиме ви благодариме што денеска бевте наша гостинка и што имавме можност вака да се подсетиме на некои нешта во однос на меланомот на кожа или што е најважно заштита на нашата кожа и превенција на најбоже во подоцнените години од животот да се соочиме можеби со нешто вакво. Добро е да се едуцираме, да се информираме навреме, но и да се консултираме со доктор кога има потреба. Ви благодарам. Само сакам да ги потсетам пациентите дека кожата, освен што е нашиот најголем орган, представува и наше огледало за секојдневното благосостојба и добро здравје, затоа грижете се за својата кожа, следете ги промените и не ги одложувајте дерматолошките прегледи. За таа порака можеме да завршиме. Успешно поминување денеска на самиот настан ви посакуваме, веруваме ќе биде одбележено со голема бројка, впрочем, како и минатите години.